Лимани, дали ќе остане во влада или не, Мицкоски или Касами? Работата која су го извршил за овие 6-17 месеци, вработувањата си и ред други работи и проекти кои се направени во полза на народот и на нашата држава. Тоа ќе одлучи. Така, ја чувме накратко изјавата токму на министерот за труд и социјална политика и потпредседател на Беса Лимани, за чија работа и Касами и Мицкоски се изјасни, а всушност вечерва се одлучува и на централното председателство. Состанокот треба да почне. Касами веќе во седиштето на Беса, ќе се разговара за структурни, како што најави, кадровски промени. Касами всушност му забележува на Лимани за оние претходни изјави дадени некаде пред Нова година, дека ќе излезе од ова движење со цел да се направи едно посериозно движење на посериозна политичка партија од сите субјекти кои што се внатре во Влен. Исто така ќе се разговара и за можна идна реконструкција и промена на ресори, како што дознаваме, но како што можевме и да забележиме, состанокот тек почнува и се очекува детали да има некаде после 21 часот, кога ќе имаме повторно вклучување со, се надевам, веќе и донесени одлуки за тоа како ќе се однесува Беса во наредниот период. Да, има ли најава, Катерина, дека лидерот Билол Касами ќе има некаква пресконференција, некакво обраќање пред медиумите со оглед на неговата отворена конфронтација и со премиерот, и со министерот од сопствените редови, и со министерот за правда? Според нашите сознанија, Касами многу порано дошол во седиштето на Тетово, токму за да избегне некаква комуникација засега со медиумите. Нема најава за официјална изјава на Касами по состанокот, но се надеваме, имајќи предвид дека Централното председателство беше најавено до медиумите и до јавноста, дека ќе има некаков исход и дека за него ќе чуеме уште вечерва.